Тече на линковско снимање во екот на невремето ги донесе овие снимки. Управата за хидрометеоролошки работи го најави нестабилното време на повеќе места во Македонија во попладневните и во вечерните часови, локално и со интензивен дожд и појава на град, претежно во источните и во западните планински делови. Денешното невреме во Скопје предизвика и материјална штета. Според инсертите кои ги донесе екипата на телевизија Нова, невремето турнало неколку дрва, едно од кое, како што забележа екипата на телевизија Нова, падна и врз паркирани автомобили и искинало електрични жици. Нема информации дали има прекин на електрична енергија во овој дел од градот се уште. Невремето со силен ветер и дожд, кое попладнево го зафати Скопје, скршило и големо дрво во градскиот парк. Дел од огромната крошна удрила и во најблиската зграда, каде сега станарите ги проверуваат можните штети. Некои од гранките се забили во прозорците, но за среќа не ги искршиле. Според Управата за хидрометеоролошки работи, од утре до вторник времето ќе биде стабилно со благо опаѓање на дневните температури. Веќе во утрешниот ден ќе имаме подруги услови, малку нестабилност очекуваме само на крајниот североисток, инаку сончево со мала до умерена облачност, меѓутоа ветерот ќе биде поинтензивен во текот на утрешниот ден и ќе има и северен правец. Северниот ветер ќе остане и во понеделник, меѓутоа во понеделник веќе ќе имаме неколку степени пониска температура. Утре температурата ќе биде до 38 степени на југоистокот од Републиката, а во текот на денот во понеделник ќе имаме до 35 степени. Стабилно ќе биде и во вторник, малку со попладневна зголемена облачност, веќе во среда имаме повторно нестабилност во попладневните часови. Има опасност од дрва да паднат од ветерот, како што најавивте за утре позасилен ќе дојде, или вечерва, дали треба нешто посебно да се подготват граѓаните, дали ќе врнат до толку за да има нешто како мали штети да останат од невремето? Да, во периодите на нестабилност, кога ќе имаме пороен дожд, ветерот ќе засилува во тие региони и тогаш секако има опасност од некои штети да бидат направени. Утрешниот ветер е повремено засилен, но нема да биде проследен со невреме.